Здраво, здраво! Во ова видео ќе ви покажам како да ја направите играта Лист камен ножички во C++ како конзолна апликација. Значи играта е многу едноставна и се сведува на тоа дека листот го победува каменот, каменот ги победува ножичките и ножичките го победуваат листот. Сега за да ја решиме оваа задачка треба да ја разделиме на повеќе помали проблеми. Еден ќе биде како да внесеме податоци од корисникот. Друго ќе ни биде да најдеме рандом број, ова ќе ни треба за да ја одбереме раката на компјутерот. Ќе ни треба проверка за тоа кој победува и ќе треба да го испечатиме резултатот и да почнеме однова. Првото нешто што сакам да го направам е да си ги дефинирам опциите. Ќе си ги дефинирам како enum, за да не мора да памтам дали еден ми е rock или paper или што и да. Добре, сега ги имаме тие дефинирани. За раката на играчот и на компјутерот ќе користам цел број. Сега сакам да му испечатам да се одбере опција. Еден рок, 2. Добро. Сега може ќе беше подобри нови редови да ставиме после секој од овие. Добро. Сега ова ќе ми се буни дека го немам инклудот за cout. Добро. Го имаме тоа. Сега можеме и да направиме може ќе беше добро ова да го спелував како што треба. Вака ќе ја добиеме раката на играчот, ама за да ја добиеме раката на компјутерот ни треба рандом бројче. Сега за таа цел ќе ни требаат уште две нови библиотеки. И ни треба исто и ctime. Добро. Сега раката на компјутерот може да ја земеме вака. Оваа функција ни враќа рандом број. Сега сакам да го ограничам тој рандом број. Вака ќе ми биде ограничено од 0 до 3. Ама сакам да ми биде од 1 до 3 и со ова ќе го имаме тоа. Сега исто така е добро и ова да го инициализираме. Ја користам оваа команда за да не секогаш кога ќе ја пуштиме оваа наша програма добиваме рандом број, ама секогаш кога ќе ја пуштиме ќе ни биде истиот рандом број. Со ова тоа ќе ни се реши. Сега сакам и ова да ни се случува повеќе пати и затоа ќе искористам циклус, ќе искористам do while. Значи се дека е точно, прави го тоа и овие ќе ги ставам внатре. Добро. Сега доаѓа моментот кај што треба да провериме што внесол корисникот. Тоа ќе го правиме вака. И еве зошто ги дефинират тие преска, за да не памтам дали еден ми е камен или нешто друго. Затоа ќе го направам тоа вака. Запнав грешка да го пишем тоа.
Овие ми се проверките за која рака ја избрал корисникот. Сега, ако избере некоја друга опција што не му е понудена, ќе го прекинам циклусот и ќе му заврши играта. Добро. Сега, сакам да му испечетам што избрал он. Добро. Сега. До овде е добро. Ајде да видиме дали ова ни функционира. Добро, ми треба уште еден нов ред. Тоа е тука. Добро, значи ова ни функционира. Сега сакаме да направиме проверка дали победил играчот или не. Сега сакаме да му испечатиме што избрал компјутерот и тоа ќе го направиме на следниот начин. Значи if cp hand Значи ако избрал Kamen std cout Значи компјутерот избрал рок и е нерешен. И со ова ќе имаме првата опција. Сега за следните ќе го ископирам истиот код. Ќе имаме само разлики во тоа кој победува. Добро. Еве вака. Добро, сум ископирал малку повеќе од што треба. Сега, ако ти си избрал paper, сега ако ти си избрал хартија, а компјутерот избрал Kamen, значи ти победуваш. Еве го тоа, еве една многу добра кратенка, алата и стрелка. Добро. Ако и компјутерот избрал хартија ќе биде нерешено, ако не, ти ќе загубиш. Добро, тоа ќе ни го реши. И исто така ова ќе го ископирам уште еднаш. И ќе оставам тука. Сега ако ти имаш ножици, вака ти ќе загубиш. Да. Добро, ако вака ќе победиш, а вака е нерешен. Мислам дека е тоа. Ајде да видиме. Добро, ќе изберам еден. Добро. Може е убаво да го бришеме и екранот после ова. Па ајде да го направиме и тоа. Значи, еве тук ќе биде систем. Значи, ќе го изчистиме екранот и после ќе му кажеме да внесе опција. Ајде да видиме што ќе се деси сега. Пак идам со рок. Ова се деси бидејќи е пребрзо и не може да се види. Ќе ни треба и System Pause. Тоа ќе го ставам тука. Значи, откако ќе направи се, да паузира малку. Ајде да видиме сега. Да, и ова е тоа што сакав да добијам. Сега можем да одново да си внесам. Сега ќе одберам хартија. Добро, ајде уште еднаш. Ај, овој компјутеров лом ме направи. Kamen. Уште еднаш Kamen. Абе, ајде. Уште еднаш Kamen.
I konačne pobjede.